Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција е меѓународниот стандард за безбедност на храна, поголема доверба и конкурентност на компаниите. За таа цел на пресконференцијата покрај нашата колешка Емилија Тодоровска, која е координатор за квалитет во Стопанската комора на Македонија, присутни се и представници од компанијата Витаминка, директно од компанијата Витаминка од Прилеп и од Витаминка од Фабрика 3, Брилијант од Штип. Започнато ќе давам збор на колешката Емилија. Повелиме. Благодаря. Безбедноста на храната добива се поголемо значење и важност во сферата на прехранбената индустрија, не само поради законските обврски и казните кои што може да произлезат од нивно непочитување, туку и поради сериозни финансиски последици кои произлегуваат од намалена побарувачка или дури и целосен бојкот на производот на производителот, ако се утврди дека истиот го загрозува здравјето на потрошувачите. Податоците на Светската здравствена организација го говорат следното. Ова се неколку факти. Се проценува дека болест предизвикана од небезбедна храна го погодува секој еден од 6 американци или 48 милиони луѓе, што доведува до бројка од 128.000 хоспитализации и 3.000 смртни случаеви секоја година. Болестите кои се пренесуваат преку храната се дефинирани како болести кои се обично или од инфективна или од токсична природа, предизвикани се од страна на агенции кои влегуваат во организмот преку голтање на храната, се распространуваат и представуваат растечки јавен здравствен проблем не само во неразвиените, туку и во развиените земји од светот. Светската здравствена организација проценува дека болестите кои се пренесуваат преку храна и вода заедно убиваат околу 2,2 милиони луѓе годишно, од кои 1,9 милиони деца. Имајќи го предвид се во ова, Меѓународната организација за стандардизација ИСО уште во 2005 година го објави стандардот ИСО 22005 со кој се воведува систем за управување со безбедна храна. Истиот го ревидираше во 2018 година, значи сега имаме валиден стандард, тоа е ИСО 22018, кој се базира на концептот структура на високо ниво и е многу лесен за интеграција со меѓународните стандарди од типот ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 45001, стандарди кои најмногу се имплементираат во нашите компании, а кои го потенцираат контекстот на организацијата и управувањето со ризиците и можностите. Всушност, станува збор за прв меѓународен стандард која третира безбедноста на храната преку воведување на овој систем и во многу европски земји во големо го има заменето ХАСАПот или ти анализата на критични контролни точки која се наоѓа во законската регулатива. Овој стандард се однесува на сите компании во синџирот на исхрана и ги дефинира барањата за безбедност на храната преку овој систем, насочен нормално кон обезбедување на краен или финален безбеден производ пред се. Што значи, да резимираме? Меѓународно признат стандард, кој се развива врз основа на глобалната побарувачка, третира сеопфатна безбедност на храната и ги надминува дури барањата на ХАСАПот, базиране на принципите на ХАСАП Алиментариус, Кодекс Алиментариус комисијата и е погоден за сите фирми во синџирот на исхрана. Потенцирам, на сите фирми, не само на оние кои учествуваат во производство на прехранбени производи, туку и оние кои се добавувачи на опрема, на амбалажа, а и оние кои се даватели на логистички услуги. Целта на овој стандард е во секој случај да на глобално ниво ги усогласи барањата за безбедна храна во прехранбената индустрија и индустриите кои се поврзани со неа и званично да се потврдат елементите кои влегуваат во еден систем. А тоа се фокусираност на потрошувачите, демонстрирање лидерство, инволвирање на сите вработени, процесен пристап во работењето, подобрување, донесување на одлуки врз база на факти и негување на коректни односи со сите заинтересирани страни. Овој стандард е развиен како и други стандарди за системи за управување, секако ја потенцира безбедноста на храната, но за фирмите дава можност да се демонстрира нивната ефикасност, економичност и континуираното подобрување во сопственото работење. Од тој аспект, голем број на бенефиции постојат кај фирми кои го имплементираат истиот, ќе наведам само неколку.
оптимизација на ресурси, било интерно, било екстерно, поефикасна и динамична безбедност на храна преку контрола на сите можни опасности, а тоа се биолошки, физички и хемиски, систематски и проактивен пристап кон идентификација на опасностите по однос на безбедноста на храната и имплементацијата на контроли, валидна основа за превземање одлуки, динамична комуникација во однос на прашање за храна во и со сите компании во синџирот на исхрана, дали се тоа купувачи, регулаторни тела, добавувачи и така натака, зголемена доверба кон организациите кои го имаат имплементирано овој стандард во смисло на нивна способност да лесно ги идентификуваат проблемите и да опасностите ги контролираат. Подобра референца и конкурентност за оние компании кои го имаат имплементирано истиот во ланецот на синџирот на исхрана, создава рамка за третостепена сертификација, одговара на регулаторите и секако представува основа за хармонизација со националните стандарди. Апликативноста на овој стандард, секако преку континуирани проверки и сертификации кои ќе го потврдат живеењето на стандардите во работењето, секако треба да биде приоритет на нашите компании. Всушност, тие се оние кои ја даваат довербата од страна на потрошувачите, а од друга страна на компанијата и овозможуваат поголема транспарентност на пазарот и поголема конкурентност. Во контекст на себе ова би го спомнала и податокот, односно анализата која што ја направи ИСО организацијата и која во 2017 година ја стави и нашата земја во топ 10 со најголем и како да кажам, растички број на применливи и сертифицирани стандарди, што до сега не беше случај, што значи се најдовме во друштво на Кина, Шведска, Кореја, Чешка република, Норвешка, Хонг-Конг, Узбекистан, Ирска и Данска. Толку од мене, јас би сакала во однос на овој стандард да го дадам зборот на представничките од Витаминка, компанија која ја демонстрира доследноста во имплементацијата на стандардите и секако го застапува ставот дека стандардите се алатка за континуирано подобрување, зголемена доверба и конкурентност на компанијата. Поведете. Добар ден на сите. Најпрво би сакала да изразам благодарност до вас, господја Емилија, и до Стопанската комора за поканата на оваа пресконференција по однос на стандардот ISO 22000. Во однос на денешната тема, повеќе од 60 години од срцето на еколошки безбедната Пелагонија се плете приказната на светот на вкусовите, кој го има во секој дом и во секој семејство на нашата татковина. Тоа е Витаминка од Прилеп. Како и што кажал познатиот научник Алберт Ајнштајн, квалитетот пред се, така и нашата компанија сите овие декади бескомпромисно ја гради, ја развија мисијата и визијата за производство на прецена безбедни производи и високо квалитетни, кои секојдневно се произведуваат во асортиман од над 350 видови на нашите производни капацитети. Првата цел ни е да ги задоволиме потребите и очекувањата на потрошувачите, а истовремено да водиме сметка, грижа и унапредување на животната средина како наш иден развој. За да го исполни сето ова, Витаминка сите овие години постојано имплементира и надоградува многу системи, меѓу кои ќе ги нагласам неколкуте. Значи, го имплементира стандардот ISO 9001 за управување со квалитет, стандардот ISO 14001 од верзија 2015 и двата се за заштита на животната средина. Понатаму системот за анализа на опасностите на критичните контролни точки или општо познат како HACCP, усогласен според барањата на Светската здравствена организација и Кодекс Алиментариус, како и системот за производство на безбедна храна усогласен со стандардот IFS, кој е меѓународен стандард за храна. Нас не е многу важен како извозно ориентирана компанија, а при тоа почитувајќи ги сите законски регулативи и прописи кои владеат во оваа наша држава. Нашата фабрика 3 Брилијант од Штип, како најнов член на семејството на Витаминка, го има веќе имплементирано овој стандард ISO 22000, меѓутоа по старата верзија од 2005 година, а во целите, што е битно на нашата компанија за 2019 година, сакаме да го имплементираме ISO 22000 по новата верзија од 2018, кој што каже Емилија, на ниво на цела компанија, односно во трите фабрики. Сега би сакала Жаклина да ја повикам да кажем што повеќе конкретно за стандардот. Да, добар ден и од мене. Јас сум Жаклина Георгиева. Јас сакам да кажам дека предизвикот за имплементација на овој стандард што беше поради тоа што е глобален, применлив во сите сегменти од ланецот на исхрана
и лесно се вклопува со сите останати ISO стандарди. Со современувањето на фабриката за масло со современа германска технологија, се наметна потребата да се демонстрира, односно обезбеди доказ за да покажеме дека сме способни да обезбедиме квалитетен и безбеден производ кој ќе биде конкурентен и надвор од нашата земја. Така да, истата година го воведовме ISO 22000. Раното внесување на овој стандард, како и применувањето на принципите на кои се базира, даде многу позитивни резултати и инициираше конструктивни промени. Така да, ни овозможи јасно да ги дефинираме одговорностите и надлежностите на сите вработени, да зголемиме свесноста околу прашањата за хигиена и безбеден производ, да обезбедиме следливост која е најважен дел во овој како најважен дел го проширивме пазарот и ја зголемивме продажбата на нашето масло без ниту една рекламација. Така да може да констатирам дека безбедниот производ е најважното прашање во меѓународната трговија и тоа мора да се почитува.